под вчерашната изјава на господин Заев во врска со задолжувањето на општина Охрид. Добро е што вчера председателот на СДСМ Зоран Заев направи обид за конструктивен пристап во решавање на катастрофалната состојба во која СДСМ ја остави општина Охрид, иако за тоа имаше можност изминативе 8 години да влијае врз неговите партиски другари кои ја водеа општината во тоа време, за да не дојде до ваквата тешка финансиска и материјална состојба. Меѓутоа, внесувањето конфузии и заблуди меѓу охријани не помага да се надмине ваквата состојба. Наместо тоа, господинот Заев можеше претходно да добие точни информации од надлежните општински служби за што стоевме на располагање. Охријани заслужуваат искрен приод за да дознаат вистината и реалната финансиска состојба на општина Охрид, како и генезата на незиното задолжување. А фактите се следни. Вкупната сума на долгови на општина Охрид на крајот на 2005 година, кога Александар Петрески беше градоначалник на општина Охрид, сметководствено изнесувала 1,4 милиони евра по сите основи. На крајот на 2006 година, односно за само година и пол од мандатот на Петрески, долгот на општината нараснал на 4,1 милион евра. Општинската сметка не е блокирана пред 10 години, како што беше кажано, туку токму на крајот на 2006 година, односно година и пол од мандатот на Александар Петрески. Долговите на општина Охрид по основ на изградба на колекторскиот систем за заштита на Охридското езеро во тоа време изнесували околу 2,2 милиони евра, а не 10,5 милиони евра, како што беше претходно кажано. СДСМ и Александар Петрески на 3 април 2013 година ја оставија општина Охрид со долг од 33 милиони евра, во кој не влегуваат обврски по основ на изградба на колекторскиот систем за заштита на Охридското езеро. Внимавајте, 33 милиони евра. Со блокирана сметка од извршени судски решенија за цели 14 милиони евра, со дневна камата од околу 14.000 евра и со општинска администрација која брои 266 вработени. Општината ја затекнал со долг од 1,4 милиони евра, а ја оставил со долг од фантастични 33 милиони евра, а администрацијата од 52 вработени ја свалили на 266 вработени. Ете затоа, политиката на СДСМ и нивниот поранешен градоначалник има цунами ефект за општина Охрид. Катастрофалната финансиска состојба со која се соочува Охрид во најголем дел е продуцирана во 8 годишниот период на управување на СДСМ со општината, и тоа се долгови кон голем број субјекти кои немаат побарување по основ на изградба на колекторскиот систем за заштита на Охридското езеро. Наместо да ги сервисира општинските обврски и домакински да управува со парите на граѓаните, за 8 години од општинскиот буџет исплатени се над 8 милиони денари за гориво за службените општински автомобили, 17 милиони денари за службени патувања и над 27 милиони денари за репрезентација. Тоа се фактите за состојбата во која ја оставија општина Охрид, СДСМ и нивниот поранешен градоначалник, за кое што господинот Заев синоќа требаше во најмала рака да се извини пред охријани. Благодарам.